Почитувани медиуми, почитувана колешке министерке драга Олта, навистина ми е задоволство да ви посакам добре дојде во земја која што од секогаш била добар сосед и пријател, но почнувајќи од оваа година очекуваме да биде и ваш сојузник и партнер како дел од НАТО алијансата. Навистина ми е драго што оваа година и изминатата година не само зборовите, туку и делата покажаа дека нашите две земји се вистински пријатели, знаат вистински да се почитуваат и дека знаат во најважните моменти да си дадат целосна поддршка. Република Албанија тоа го направи со континуираната поддршка за нашето членство во НАТО алијансата, но и со извонредно брзата реакција кога на 14 февруари овој месец, како трета земја, веднаш по Грција и по Словенија, го ратификува пристапниот протокол за пристапување на Република Северна Македонија во НАТО алијансата. Така постапуваат само вистинските пријатели и добри сојузници. И бидете сигурни дека тоа го цениме и дека тоа го паметиме. Фактот дека првите наши соседи, земјите од регионот, Грција, Албанија, Бугарија, Словенија, први го ратификуваа протоколот за нашето пристапување кон НАТО алијансата, покажа дека НАТО вредностите се и наши вредности. Знаеме да соработуваме, знаеме да се почитуваме и знаеме да си даваме поддршка. Бидејќи кога имаме најголеми проблеми, кога се соочуваме со најтешки прашања, соседите се први кои можат да ни пристапат и да ни помогнат. Регионот не е веќе тоа што беше пред 10 или пред 20 години. Нашите досега географски најблиски земји стануваат и наши најблиски пријатели. Членството во НАТО го заслужија граѓаните и институциите на оваа земја. Го заслуживме и го сработивме. Меѓутоа факт е дека тука Република Северна Македонија не запира. НАТО членството го гледавме и го гледаме како шанса за подобар живот на сите граѓани, како шанса за подобра економија и како шанса за подобри институции. Меѓутоа, во изминатиот период од година, година и половина, не се фокусиравме само на стратешката цел, туку се фокусиравме и на подобро функционирање на нашите институции. И затоа денеска кога зборуваме за соработката помеѓу двете министерства, сакам да истакнам дека ние задоволство што во последните испитувања и истражувања на принципите на транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки, токму нашето Министерство за одбрана е оценето како институција која што забележи најбрз напредок во последната година. Како единствена институција која за толку кусо време успеа да се пласира во првите 3 министерства по транспарентност, отчетност и интегритет во делот на јавните набавки. На овој начин покажуваме дека не очекуваме членството во НАТО да ги дигне стандардите. Туку очекуваме членството во НАТО само да ни помогне во нашата клучна политика, како нашата држава да ја направиме подобра. Почитувана министерке, драго ми е што Северна Македонија и Албанија се цврсто насочени кон подобрување на меѓусебната соработка и во областа на одбраната. Затоа припадниците на нашата армија ќе бидат дел од мултинационалната вежба која ќе се одржи оваа година кај нашите соседи, а оваа година исто така со дополнителна причина и аргументи ќе учествуваме во иницијативата Јадранска соработка САД, која што ќе ја председава токму Република Албанија. Истовремено, токму во рамките на оваа иницијатива, ќе продолжиме да соработуваме преку заедничко учество во мисијата Одлучна поддршка во Авганистан. Сакам да ви заблагодарам на посетата. Посетата доаѓа во време кое што е важно за нашите две земји. Сакам да искористам вашата посета да честитам на Албанија на 10 годишниот јубилеј. Албанија, нашиот сосед, е веќе 10 години членка на НАТО алијансата. И оваа година, кога вие славите 10 години од членството, а кога Алијансата слави 70 години од своето постоење, ние со право очекуваме дека ова ќе биде годината кога Алијансата ќе стане побогата со 30-тата земја членка Северна Македонија. За тоа ќе соработуваме и за тоа очекуваме и уште поголема соработка во одбраната. Благодарам. Почитувана госпоѓа министерка,
Господја Радмила, почитувани присутни, мило ми е што имав можност да се сретнам со господја Шекеринска во еден многу важен момент не само за Република Северна Македонија, туку и за Албанија и за целиот регион. Добра вест е, после долгото патување, вие сте еден чекор поблиску за членство во големото семејство. Подпишувањето на протоколот за членство во НАТО е еден многу важен момент за сите нас. Од денес целиот регион ќе биде побезбеден, постабилен и јас сум убедена дека сите заедно ќе може иднината да ја гледаме со повеќе оптимизам. Албанија, стабилноста и безбедноста на Република Северна Македонија ја гледа како еден главен услов за безбедност на целиот регион, односно нашата поддршка во овој голем процес беше една од главните стратешки цели. Тоа е причината поради која Албанија го ратификуваше протоколот за членство во НАТО и тоа е причината ние албанците, но и сите тие кои што сакаат стабилност и развој на регионот, добрите можности на соседите ги гледаме на тој начин. И јас знам колку тешко беше патот кој што вие го поминавте и сакам да изразам големо задоволство за патната визија што кулминираше со Преспанскиот договор и што ви ја отвори вратата кон членство во НАТО, но сакам да истакнам и задоволство за храброста при текот на овие деликатни ситуации, имајќи в предвид и пречките за договорот. Решавањето на спорот со Грција, но и остварување на многу други договори, како што беше и законот за употреба на јазикот, се многу важни одлуки кои што бараат храброст и добар лидершип, ја знам, и добро лидерство. Знам дека албанскиот партнер даде конструктивна улога, беше за постигнувањата кои што ги постигнавме. Денес, без обневање, се создадени услови и добра клима за имплементација на Охридскиот договор како еден од главните услови за интеграција на вашата земја во евроатлантските структури, што ќе ја добие нашата поддршка. Ја сметам дека овие развојни ситуации ја подобрија и внатрешната кохезија, што секој граѓанин ја знаеше од порано. Граѓаните без разлика на нивната етничка припадност, без разлика на јазикот или верата, ја сакаат интеграцијата, го сакаат развојот и сакаат многу повеќе рабја и спокој. И вистина е дека по членство на Северна Македонија во НАТО, нашиот регион ќе биде најбезбеден. Но секако дека имаме уште многу работа за да ги модернизираме нашите земји, за да ги европизираме и за да ги оствариме нашите главни стратешки цели, а тоа е членство во Европската Унија, како што ни кажа, како што ни укажа и настаните кои што се случија. Најчесто работите со кои што се најлоши за соочување, тие што ни доаѓаат од внатре, бидејќи за жал како што се случи во Северна Македонија и како што се случува и во Албанија, во нашите земји има сили кои што за своите тесни интереси се спремни или подготвени да ја загрозат стабилноста и нашата европска интеграција. А од друга страна, јас верувам дека за времето во кое што нашите граѓани веруваат во евроатлантскиот идеал и кај работите кои што ги истакнав, нашиот пат кон Европа преку модернизација на нашите земји и преку владење на правото и законот не може да се прекине и така како што се случи во Република Северна Македонија и како што ќе се случи во Албанија. Почитувана Радмила, ви благодарам за вашиот пречек,
за вашиот пречек што вие и вашата служба ми ја укажавте. Да мене и на делегацијата овие состаноци како овој состанок секогаш ќе ни помогнат за понатамошна соработка во однос на областа на одбраната и заштитата. Ние, како промотори на политиките за отворени врати, очекуваме мигот кога Република Северна Македонија ќе стане 30-та членка на Алијансата, а јас верувам дека вашиот придонес во големото семејство на НАТО ќе биде од големо значење. Let me add that we have appreciated very much our cooperation in the past. Reaction not only by the Albanian government, but also by the Albanian parliament to 10 or 20 years ago when neighbors saw themselves as adversaries to a certain extent.